Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за вечерашниве содржини. Две изданија на Јоханес Хан во само 2 часа. Еднаш изрази надеж дека Грција и Бугарија ја научиле лекцијата и дека ќе се најде начин за отворање на преговорите за членство со Македонија, а потоа рече дека не е можно чекорање напред без компромиси. Што донесе првата премиерска посета на Заев на ЕУ и НАТО, 360 степени од Брисел. Има ли судир на концепти во економскиот тим на новата влада? Советникот на министерот за финансии беше против именување бизнисмен за вице-премиер за економија. Да се назначи представник на бизнис заедницата за вице-премиер е отприлика исто како да назначите човек кој што љуби да пие, да чува визба во која што има складирано алкохол. Не секој љубител на алкохол е пијаница. Како Заев и Јангјушев ќе се справат со судирот на интереси на вице-премиерот за економија, кој е управител и собственик во 15 на фирми. Дали новата власт ќе го врати стариот изглед на владината зграда? Фасадата со време можеби ќе треба да се смени, али нека не се брзалти, тоа е голем трошок. Не сметам. Зошто? Затоа што се дојдат дадени пари. Архитектите критичари на Скопје 2014 се за безусловна промена. Ниедна пара и ниеден напор не е презголемен за да на бисерите на културното наследство архитектонско им се врати првобитниот изглед. Барокниот премиерски кабинет претворен во бункер. Бабунски, Барди, Марковски и другарите се пакуваат за Европското првенство во Полска. Со нив и фановите. Ќе ги поддржуваме, како што кажав, ќе одиме и таму, ќе ги бодриме и се надеваме на чудо, зашто да не. Имаме и нова саботажа, затоа видете на Алсат, најавените содржини се по кратката пауза. Гледате 360 степени. Премиерот Зоран Заев и официјално од седиштето на НАТО во Брисел ја декларираше намерата на новата влада да се обиде да ја добие поканата за членство во Алијансата под привременото име поранешна Југословенска република Македонија. На повеќе инсистирање од новинарите, дали ова е можно, генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг направи иновативна интерпретација на заклучокот од Букурешт, кој се провлекува на секој следен самит на Алијансата. Рече, во НАТО комуникето никој не кажува какво треба да биде заеднички прифатливото решение што треба да го најдат Македонија и Грција, алудирајќи на тоа дека ако Атина прифати, Македонија може да добие покана и под привременото име. Денеска бевме сведоци на 2 изданија на еврокомесарот Јоханес Хан во само 2 часа. Во Брисел е нашиот Владимир Мирчевски. Владимир, дали ќе се согласиш дека најинтересните пораки денеска стигна од средбата во НАТО на македонската делегација со генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг? Особено интересна е интерпретацијата што генералниот секретар ја направи околу заклучокот кој што се повторува на неколку претходни самити. Да, секако, Васко, изјавата на Столтенберг беше последна во низата изјави кои што ги дадоа представниците на Европската унија пред него, а потоа и тој овде во Брисел по средбите со врвната, би ја нарекол, македонска делегација, која што денеска цел ден имаше набиена агенда овде во Брисел. Прашањето кој што беше поставено до Столтенберг е дека можеби сега веќе се видоизменети геополитичките, сериозно видоизменети геополитичките услови во регионот, влијанието на Русија и дали НАТО гледа некаков модалитет или пак начин како би можело да се дојде до зачленување на Македонија, со тоа и стабилизирање, дополнително стабилизирање на овој регион, меѓутоа воедно и демократизација. Во тој момент Столтенберг ја даде таа изјава дека НАТО не кажува какво треба да биде решението за прашањето за името, туку дека тоа решение само треба да биде заедничко, значи прифатливо и за Атина и за Скопје. Well, what we have stated clearly at every summit since 2008 is that we need a mutually acceptable solution within the NATO framework. So we are not explicit on what kind of solution. The important thing is that it has to be mutually acceptable, and as long as it's something which is accepted by Greece and
of course, by the former Yugoslav Republic of Macedonia, then we can start to move. But it's not for me to dictate or to specify exactly what kind of solution, as long as it is a mutually acceptable solution within a UN framework. Навистина, сиве овие години на блокиран процес во интеграциите на Република Македонија во НАТО не научи сите испрати порака, се надевам, до целиот регион, дека меѓу другото стоење во место предизвикува и кризи во Република Македонија. Како што реков, ќе се обидеме на сите можни начини да ја придвижиме Македонија кон нејзиното полноправно членство во НАТО. Јас очекувам поддршка од граѓаните на Грција преку власта и преку опозицијата во поглед на решавање на овој проблем. Постојат овде алтернативи, ние се надеваме дека и со привремената референца можеме да станеме членка на НАТО, а при тоа продолжуваат разговорите на Република Македонија со Грција за нашиот интегративен процес во Европската Унија. Или како што покажа досега и искуството од Црна Гора, барем со привремената референца, да добиеме покана од НАТО во согласност со договорите со Грција, а додека тече ратификацијата во сите 29 членки на НАТО, секако добиваме некои 2 години да дополнително да изнајдеме решение. Сите можни алтернативи за нас се на располагање, секако зависи тоа многу од нашиот јужен сосед, но ние ќе бидеме само причина повеќе за да се изнајдат позитивни решенија за стабилност на регионот, а секако тоа е највозможно ако меѓу другото и Македонија стане полноправна членка на НАТО алијанса. Го слушнавме и ставот на премиерот Заев и тој прв пат отворено и официјално ја декларираше намерата на новата влада да се обиде да ја добие барем поканата за членство во НАТО под привременото име, а потоа да се бара некаков модалитет за евентуално решавање на прашањето за името. Владимир, интересно денеска како да видовме 2 изданија на еврокомесарот Хан, едно на пресконференцијата посветена на Западниот Балкан и друго малку подоцна на заедничката пресконференција со Зоран Заев, како некој во меѓувреме да интервенираше кај Хан, па мораше некако да ги преиначува своите ставови. Токму така, Васко, имав можност да присуствувам на двете пресконференции на Јоханес Хан. Станува збор за настани кои што се одвоени час и половина еден од друг. Првиот беше, би го нарекол, еден заеднички настап за Западниот Балкан, вториот беше конкретно само за Македонија и за средбите со премиерот Заев и со владината делегација. Во првиот настап, иако буквално бомбардиран од прашања конкретно за Македонија, Јоханес Хан имаше многу цврст и јасен став, кој што најлесно можело да се преточи со зборовите "испорачајте и ние ќе испорачаме". Значи, би го цитирал буквално еврокомесарот кој што рече дека доколку нашите колеги и пријатели во Скопје испорачаат, и ние како европејци ќе мораме да испорачаме нешто повеќе. Меѓутоа, само час и половина подоцна, на пресконференцијата по средбата со македонската владина делегација, Јоханес Хан имаше во најмала рака, би го нарекол, повоздржан став, а впечатокот дефинитивно е како да станува за збор како за некој друг политичар, а не за тој истиот човек од пред час и половина, каде што тој на нашите прашања, најдиректни, најконкретни, што значи тоа што би испорачала Европската Унија, Брисел, конкретно кон Македонија, ако таа ги завршува своите реформи, тој само даваше воздржани одговори и зборуваше за компромис. I suppose that all member states have understood that the fact they haven't been able to agree on opening accession negotiations in the past 8-9 years has led to the developments we have faced in the last 1 or 2 years, and therefore I suppose there is I hopefully a change of thinking about this, and it's now also on us, the Europeans, to deliver, provided colleagues and friends in Skopje deliver. I think also the European Union should have learned its lesson, and I hope we will find a solution at least to start negotiations. Пред еден час на пресконференција рековте дека се надевате дека сите земји членки ја научиле лекцијата од тоа што ќе се случи ако не се гледа подалеку во перспектива или возможување на европската перспектива на земјата, и тоа се што поминуваше Македонија во изминатите неколку години. Меѓутоа, само пред 2 дена
Имаме изјава од грчкиот министер за надворешни работи кој што јасно кажа дека грчките позиции се тие. Без решение за името нема напредок. Значи, во оваа ситуација сега Македонија под длабока криза, очигледно дека елементите за решавање на името не се подредени во ред кој што би овозможил брзо решение за името. Прашањето е како мислите да се напредува во европската агенда на Македонија? Од една страна, од друга страна прашањето за името. Споменавте дека треба сите земји членки, вклучително и соседите, да ја разберат важноста на стабилен регион и демократски регион. Значи, моето прашање е како тоа ќе успеете да го постигнете? Ќе разговарате ли со вашите грчки колеги, како што веќе самиот најавивте пред извесен период? We have to work on a solution, and it's also about something which particularly in the region has to be learned. It's about a compromise, to find a compromise and also to argue in favor of a compromise. And of course, it will not be easy, but already the previous government reached out, in particular to Greece, to work on confidence-building measures, and I understand that the incumbent one is trying to further improve this and to continue where the others have already started. So it's not something we can change from one day to the other, but if people are sitting together, know each other, talk to each other, I think at the end of the day, I hope, and this is usually very human, that a solution can be found. But I think now there is a new momentum, and I'm confident that we can use this situation and hopefully we can make progress. Is it technically feasible for the European Union and politically acceptable from your side to file an application or go forward with the provisional name that already is in place, FYROM? In terms of opening negotiations or opening chapters, we need the unanimous agreement by all member states. This is why we have to find a solution which is acceptable for all the 28, and I don't exclude anybody, and include everybody. So we have to find a solution, because we cannot go forward with any provisional agreements, etc. We need for each step the unanimous decision by all our member states, and this is why we have to find a solution. Еве, ова беа двете изданија на комесарот Хан денеска во Брисел, она за што зборувавме пред малку со колегата Мирчевски. Владимир, какви се впечатоците во делегацијата на новата влада денеска од средбите во Брисел? Кусо речено, тие се оптимисти. Нивните зборови се дека се многу оптимисти, дека сите 4 средби кои што ги имаа денеска во Брисел поминале одлично, дека тоа што било кажано е дека ќе има поддршка за Македонија, Македонија да го турка својот дел од работата, да работи на реформите на Прибе, а дека потоа исто така нешто ќе се обиде Брисел да испорача, да врати. Интересно е дека на 26 јуни во Скопје доаѓа еврокомесарот Јоханес Хан, кој што ќе присуствува на седница на владата. Како што веќе реков, оптимизмот е голем, очекувањата исто така се големи, меѓутоа јасно е дека ќе треба многу работа. За конкретно за тоа каков е впечатокот на македонските представници по денешните средби овде во Брисел, имав можност да зборувам со шефот на дипломатијата Никола Димитров. Министр, како оценувате денешната посета на Брисел? Охрабрувачка или обесхрабрувачка? Дефинитивно охрабрувачка, голем ден, многу висока владина делегација, многу високо примена. Целта беше прво да се означи каде ќе одиме и да објасниме кои ни се намерите во договор со европските партнери и НАТО партнерите, нели на две страни бевме. Не сакаме да има изненадувања, укажавме колку е ова значајно, укажавме колку е ова шанса за Македонија, ова нова надеж, толку е шанса и за регионот, и за овие организации. Сите имаме своји лекции. Ние извлековме лекција што се случува кога реформите ќе се заборават, ќе се ослабат институциите и ќе се дозволи партија или врвна партија или лидер да одлучува за себе државата. И укажавме дека и за нив има лекција што се случува кога една земја ќе се остави премногу долго во чекална, во соба затклучена, без перспективи. Последна изјава во денот од гостите каде што вие денеска бевте дојде од генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг, кој што
на еден изненадувачки начин кажа дека НАТО не збора за тоа какво треба да биде решението за името со Грција, кој што е главна пречка и за едниот, да кажем и за другиот ЕУ процес, туку дека треба да биде заедничко решение. Во контекст на прашање дека сега се видоизменети, тоа сериозно видоизменети геополитичките услови од 2008 намо, од кога Грција успеа да го иструка тој заклучок во завршното комунике на НАТО. Што имаше посериозно или по-конкретно нешто, дали стана збор на состанокот во НАТО? Па укажавме што се треба да направиме, ќе ги тргнеме, бидејќи од последниот самит во пораката не е само името пречка, и слободата на медиумите е спомената и владењето на правото. Тоа засилено и многу брзо ќе го тргнеме како од патот. Ќе остане ова прашање, разликата околу името со Грција. Тука генералниот секретар укажа дека доколку има разбирање како да се отстрани таа пречка, Алијансата не навлегува какво ќе биде тоа разбирање. Тоа одговорот беше во контекст дали под привремената референца ќе може да се упати покана и Република Македонија да се зачлени. Ова е, никој не мислеше дека ова ќе биде лесно, големите работи никогаш не се лесни. Наше е таа да работиме така и да бидеме таков сосед и пријател, што таа блокада да стане се потешка и потешка и да ја убедиме Грција дека и во нивен интерес е Македонија да влезе во НАТО, дека тоа ќе има еден смирувачки ефект врз регионот, во момент кога регионот е подразнишен во смисла на стратешките цели. Значи ли тоа дека сериозно се размислува за некои модалитети за Македонија? Ние ќе знам многу повеќе по посетата на Атина во среда, ќе видиме кои ќе бидат сигналите таму. Ова не е процес што преку ноќ може да се затвори. Има разни опции. Премиерот Заев укажа на една на самата пресконференција кога рече дека може би е добро да се упати покана и да се под референцата и да се почне процесот и тоа да создаде клима за понатаму тоа прашање да се затвори. Ќе видиме, тоа е да речеме еден од модалитетите. Она што е главно е дека ние ќе дадеме се од себе во рамките на она што го дефинира националниот интерес, да пробаме да искористиме оваа шанса. Ќе биде фатално и мислам дека на тоа ќе работам силно и НАТО и ЕУ да разберат колку е ова голема шанса и за овие организации. Ќе биде многу лошо ако оваа шанса се пропушти. Интересен беше и настапот на еврокомесарот за проширување Јоханес Хан само еден час пред вие да се сретнете со него, каде што тој, зборувајќи на пресконференција за Западниот Балкан, кажа дека ако нашите пријатели, колеги во Скопје испорачаат, тогаш ние како европејци ќе мора да испорачаме. Меѓутоа само час и половина подоцна тој веќе зборуваше за испорачување, меѓутоа во контекст на компромис со Грција. Како да чуевме, два хана во еден изден. Мислам дека би било прилично неразумно од моја страна да ги коментирам баш неговите изјави. Тоа сум го правил порано, меѓутоа сега го представувам Министерството и дипломатијата и надворешната политика на Република Македонија. Работата не е едноставна. Комисијата и комесарот за проширување во нашите очи, иако сега е редефинирана неговата улога, нели за соседство и така натаму, а ова му е за преговори за проширување, не може да зборува во името на земјите членки. Тој може да зборува во името на Европската комисија, на неговиот ресор и така натаму, така што и неговата улога не е целосно слободна во смисла на неговите изјави. Мислам дека таму и кај него и луѓето што работат околу него е прилично јасно колку е оваа голема планина, меѓутоа и колку мораме да ја изодиме заедно. Тоа ќе биде добро и за самиот процес на проширување, бидејќи во новата реформска влада ќе имаат партнер кој што и без нив е цврсто решен да работи на реформите, на заекнување на институциите, бидејќи самите видовме на кое дереже можеме да паднеме на 27 април, кога институциите се целосно поклопени со партијата или со влијанието на еден човек или мала група на луѓе. И мислам дека таа шанса ќе ја изиграме, има расположение на тоа да се работи. Наше е да се обидеме да создадеме што повеќе пријатели и во Атина, особено меѓу тие кои што одлучуваат, меѓутоа и воопшто меѓу граѓаните, да ни помогнат да си ја цврстиме Република Македонија и во нас да имаат еден сосед кој што ќе биде европска демократија, каде што ќе владее правото. Благодарам.
Ова беше Владимир Мирчевски со првичната анализа на денешната прва премиерска посета на Заев на Брисел. Шефот на дипломатијата Димитров среда патува за Атина, Заев идната недела оди за Софија. Се очекуваат Прибе, а потоа, како што слушнавте, и Хан во Скопје, така што веќе до крајот на јуни некои од овие дилеми за кои вечерва зборувавме можат да бидат разјаснети. Бидете налсат по кратката пауза за конфликтот на интереси на вице-премиерот Ангјушев и за тоа дали ќе се враќа оригиналниот изглед на владината зграда. Продолжуваме со емисијата 360 степени. Да ставите бизнисмен за вице-премиер за економски прашања е како да ставите љубител на алкохол да чува визба. Ова го изјави Бранимир Јовановиќ неколку дена пред да стане советник на министерот за финансии Драган Тевдовски и пред бизнисменот Кочо Ангјушев да биде избран за вице-премиер за економија. Овој став го отвора прашањето за потенцијалните судири на интереси во новата влада. Како ќе функционира левичарски настроеното раководство во финансии со вице-премиер кој е представник на крупниот капитал? Но и како ќе функционира вице-премиерот Ангјушев без влијание од бизнисменот Ангјушев? Александар Димитриевски. За оние што не го знаат Скопје, ова е булеварот Свети Климент Охридски. Тоа е улицата по која речиси секој ден на пат кон работа ке поминува сегашниот премиер. Бидејќи булеварот Климент Охридски завршува точно на влезот во гаражите на владата. Овој булевар е важен за приказната и поради една друга адреса. Зградата со број 30. Како и секоја друга деловна зграда, во неј заработат поголем број на компании. Но, во овој случај, собственик или управител на најголем дел од тие компании е човек кој што, како и премиерот, по овој булевар ќе оди на работа во владата. Станува збор за Кочо Ангјушев. Според последните достапни информации, тој е управител на вкупно 7 правни лица, а е собственик или сособственик во најмалку 15. Од пред 10 дена е вице-премиер, односно заменик на председателот на владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори. Според идејата на премиерот, бизнисмен ќе учествува во креирањето на политиките кои ќе влијаат врз бизнисмените. Од друга страна, шефот на најважниот економски ресор, министерот за финансии Драган Тевдовски, јавно покажува повеќе наклонетост кон работниците, отколку кон капиталот. Неговиот советник Бранимир Јовановиќ застапува уште порадикални ставови. Еве што каже Јовановиќ за идејата бизнисмен да биде вице-премиер за економија, само неколку дена пред изборот на Ангјушев. Најдобрата оценка за ова прашање според мене ја даде еден мој другар. Тој кажа дека да се назначи представник на бизнис заедницата за вице-премиер е отприлика исто како да назначите човек кој што љуби да пие, да чува визба во која што има складирано алкохол. Не го кажам за да го навредам бизнис секторот, туку за да го илустрирам конфликтот на интереси кој што постои во оваа релација. Што е задачата на бизнисот? Задачата на бизнисот е да прави профит. Во истото гостување, Јовановиќ објасни зошто би мало судир во самата влада, ако вице-премиерот е бизнисмен. Например, во програмата на СДСМ, во предлог програмата на новата влада, имате мерки како, например, покачување на минималната плата, или воведување на прогресивен данок, или зголемување на работнички права. Оној што е најмногу против тие мерки е бизнис секторот, секогаш и секаде. Од тука, како еден вице-премиер би се однесол кон некои такви мерки. Ја не верувам дека тој би ги прифатил. Тој сигурно ќе се обиде да ги обструира, тоест да биде против тие мерки. Дали уште на старт, новата влада има внатрешен конфликт на концепти. Од ресорот финансии ни објаснија дека барем во моментов имаат други приоритети за да се произјаснат по овие дилеми. Но вице-премиерот Ангјушев покажа отвореност да одговори на прашањата. Прво сакам да кажам дека со колегата Тевдовски имаме одлична соработка. Веќе првите денови, денеска имавме состанок на кој што утврдувавме некои политики во делот на економијата
И можам да ви кажам дека моделот во кој што некој замислува дека има голем конфликт на интерес помеѓу капиталот и работничката класа или работниците, јас не би ги рекол така, тоа е стара терминологија. Значи, мислам дека ние треба да бидеме свесни дека и собствениците на компаниите и вработените во компаниите имаат една заедничка цел како тие компании да бидат поуспешни. И ние управо ќе се насочиме кон тоа да ги направиме македонските компании поуспешни како би можеле да имаат поголема додадена вредност и на своите производи, да остваруваат поголеми профити, а со самото тоа само по себе ќе дојде покачувањето на платите. Вие не можете покачувањето на платите да го направите само како административна мерка без при тоа да и им помогнете и на компаниите да можат тоа да го издржат. Еден од најблиските соработници кој што се очекува да биде ангажиран во кабинетот на министерот Тевдовски е Јовановиќ. Тој неколку дена пред изборот на новата влада, правејќи паралела како би изгледало доколку човек од бизнисот биде избран за вице-премиер, направи една ваква паралела дека тоа е како да ангажираш човек кој што е љубител на алкохол да чува визба полна со алкохол. Не секој љубител на алкохол е пијаница. Значи да, може да сте да сте љубител на алкохол, а може да сте совесен и да ја чувате визбата добро, значи не мора да се опивате ако сте љубител на алкохол. Но освен потенцијален судир на идеологии, постои реален судир на интереси. Например, составот на новата влада избрана на 31 мај беше објавен во службениот весник број 65 од 1 јуни. Само една страница подолу има одлука на регулаторната комисија за енергетика донесена на 30 мај, односно ден пред изборот на новата влада. Станува збор за привремена дозвола за производство на струја на мала хидроелектрана, чиј кособственик е Ангјушев. Во службениот весник број 66 од истиот 1 јуни е објавено дека ден пред изборот на новата влада регулаторно одобрила статус на повластен производител на електрична енергија на друга хидроцентрала, каде Ангјушев повторно е кособственик. Законски, во постапката нема ништо спорно, бидејќи регулаторната комисија е независно тело, а одлуките се донесени пред Ангјушев да стане вице-премиер. Но дали би било исто ако овие одлуки беа донесени 2 дена подоцна? Законот вели дека Ангјушев како избран вице-премиер не смее да управува со фирми додека е на функција. Сепак, може да остане нивни собственик. Секако, таму каде што се случува бизнисот, односно од компаниите, јас ке се повлечам од управувачките места. Јас сум среќен што во моите компании има изградено капацитет на менаџери кои што можат да го превземат управувањето. Впрочем, тие и до сега тоа го прават. Јас многу малце бев, како да кажам, вклучен во дневното управување на и дневната оператива на компаниите, повеќе се занимавав со развојните проекти. Во таа смисла, мислам дека нема да има никаков проблем компаниите да продолжат да работат без мене. Ќе излезете, велите, од управувањето, но сепак останува фактот дека ќе останете собственик во 15 на компании во Македонија, што најдиректно, што индиректно преку компании кои што ги поседувате. Има ли некакво стравување или сомнеш кај вас за тоа како се тоа ќе го прими јавноста? Бидејќи да бидеме искрени или да направиме пример, вие соработувате со други компании, пример со компанијата Гранит. Ако утре таа компанија добие некој капитален проект, секогаш ќе више сомнежот дека вице-премиерот може би помогнал токму тие да го добијат бизнисот. Значи, видите, јас соработувам скоро со целото стопанство во Македонија и сите фирми ми се подеднакво и блиски и далечни, но вие не морате да соработувате со фирмите за да бидете со нив блиски или далечни. Значи, вие можете да бидете блиски по основа на роднинска врска, по основа на пријателство, комши и така натаму. Значи, видите, она што го предвидува законот ќе биде во целост испочитувано. А она што јас можам да го кажам, тргнувам од својот ментален склоп и својата совест, а тоа е дека апсолутно немам намера со ништо да влијам во работењето на компаниите. Тоа јавноста ќе може да го види по известно време, а сега впрочем ајде и малце да направиме една анализа на што би можел да влијам. Компанијата Брако, каде што јас сум дел од сопственоста, значи 96% извезува. Како ќе влијаете на тоа на извозно ориентирана компанија, дека ќе влијаете, јас ќе влијам со мојата подпредседателска функција во владата да некој во странство купи поише производи од Брако?
што е невозможно. Добро, но може да се влијае со тоа што владата би донела мерка, сега зборувам потенцијално, со која што се даваат одредени субвенции на македонските фирми кои што се извозно ориентирани. А што е тоа лошо ако се однесува за сите македонски фирми, ако тоа навистина го зголеми бруто домашниот производ и тоа ако навистина допринесе да македонските компании станат попрофитабилни, да прават производи со поголема додадена вредност и со самото тоа да се задоволи и барањето, да се покачат платите на работниците. Значи, јас не гледам ништо лошо во било каква мерка која што ќе биде генерално за сите компании во Македонија. Јас нормално гледам голем проблем ако нешто се донесе кое што ќе важи индивидуално за одредени компании, а уште полошо ако тие компании се нели во сопственост на некој што може да донесе таква одлука. Од сите бизниси кои ги поседува и со кои управува Кочоан Ѓушев, веројатно најакутен за решение е неговиот удел во ЕДС, фирма која увезува струја од странство и потоа ја препродава, меѓу другото, и на државната МЕПСО. Вице-премиерот вели дека во име на бизнис доверливоста не може да сподели детали што ќе се случи со неа, но уверува дека решението ќе ги задоволи сите страни. Зборот засега единствената гаранција на вице-премиерот Анѓушев дека бројот 30 на булеварот Климент Охридски ќе биде само една од зградите на неговиот пат на работа кон владата. Станува јасно дека и покрај промената на власта, поголеми зафати во проектот Скопје 2014 не треба да се очекуваат. Интервенцијата би можела да се сведе на враќање на една фасада во незиниот оригинален изглед. Дел од архитектите сметаат дека тоа треба да биде зградата на владата, бидејќи решението на професорот Петар Муличковски се смета за ремек дело во пошироки рамки. Но дали е тоа изводливо и дали може да се оправда, пред се финансиски? Славица Филиповска ги побара одговорите. Дали комплексот на владата ќе остане во барок, ќе добие нов изглед или ќе се врати старото решение на доајенот на македонската архитектура Петар Муличковски. Премиерот Зоран Заев вети барем едно символично преоблекување на фасада, а граѓаните не толку за убавината колку за трошокот се во дилема дали воопшто треба да се коригира веќе изграденото. Фасадата со време можеби ќе треба да се смени, али нека не се брза, тоа е голем трошок. Не сметам. Зошто? Затоа што се дадени пари. За архитектите критичари на Скопје 2014 неопходно е процесот на уривање да започне веднаш и токму од владата. Ни една пара и ни еден напор не е презголемен за да на бисерите на културното наследство архитектонско им се врати првобитниот изглед и сјај. За екс-премиерот Груевски безбедноста била прашање од највисок приоритет. Со непробојни прозорци, други специјални заштити и посебни снабдувачи со кислород за кабинетот. Новиот владин состав на Илинденска број 2 ги отвори портите за граѓаните. Сега одблиску може да се видат и барокните лампи во дворот, столбовите и терасите, кои во владењето на Груевски беа забранита зона. Според базата на Бирн, новото руво на владата заедно со оградата чинело 17 милиони евра државни пари. Изработено е според проект на архитектите Жарко Чаушевски и Мартин Богатинов. Поради јавниот притисок да не се менува изгледот, барокното решение за владата беше протуркано како победничко на онлайн анкета, како избор на мнозинството граѓани што гласале. Процесот почна во 2012-та и заврши по 2 години. Новата власт, која како опозиција беше многу критична за Скопје 2014-та, е воздржана околу можноста за интервенции во проектот. Во настапот на јавниот сервис, Заев рече дека спомениците нема да се отстрануваат, но дека сака барем една фасада да се облече. Владината фасада треба да биде прва, а списокот потоа треба да се проширува, смета професорот и архитект Мирослав Грчев. Тој професорската катедра на архитектонскиот факултет
ја наследи од авторот на идејното решение на првата владина зграда, Петар Муличковски, и смета дека на креаторот му е нанесено крајно понижување. Одвратно, навредливо, варварско сквернавање на едно авторско дело кое што има вредност од национални размери. Значи се работи, ви реков, на ниво на архитектот. Повреда не само на авторските права, значи упад и во кршење на закони и така натаму. Меѓутоа, повреда на нешто што е најсвето, на признаена вредност, на дострел архитектонски кој што општеството веќе го признало. Идејата за таквата конструкција Грчев ја опишува како маестрална игра на кубуси, на доајенот на македонската архитектура. Тие се една во тоа време потполно иновативна и денес многу ретка конструкција. Тие се држеа на тесни јадра, бетонски, па потоа во кровната конструкција има како чадор решетки, значи еден цел чадор од метални решетки на кои што на челични сајли висеа спратовите. Поради тоа професорот обезбеди да таа прозрачност на ниво на приземје и практично тоа му беше интенцијата да низ објектот се гледа и вардар и кале, да тој биде флуиден, да низ него поминува и светлината, и ветерот, и човечкиот поглед, и мислата. Така да ги врзуваше преку таа внатрешна, скриена, конструктивна анегдота. Неверојатно елегантно решение, кое што практично не е повторено веќе кај нас во историјата. Муличковски кому староста му донеси нарушување на здравјето, се повлече од јавноста. Сепак во медиумските архиви остануваат неговите изјави. Не се согласувам, па нема смисла тоа да се менува сега зградата во некој барокен стил. Видите, таа зграда е по моје како автор ремек дело направено, затоа што тогаш беше како да ви кажам, оценета од жири комисијата, бидејќи беше дадена на конкурс, врвни стручњаци од Загреб, Лјубљански универзитет и Белградски универзитет е оценија да таа треба да се прифати, да се гради таква зграда, која рекоа дека и со право на изведба на авторот. И така јас ви добив прва награда, тоа е за прв пат, како да ви кажам, доделена е на конкурс да награда во која се вели да се доделува прва награда со право на изведба на авторот. Тоа е прв случај да ми се даде да ја изведам. Сепак и покрај противењата на авторот, барокот ги покри коцките. Како пркос, останаа скандирањата на протестите во изминатиот период. Но фасадата не била доволна за апетитите на поранешната власт. Освен луксузирањето со чуден вкус, за кој дознавме деновиве, впечатливи се специјалните безбедносни системи инсталирани во и околу премиерскиот кабинет. Тие неколку простории се направени да функционираат како посебна капсула во рамките на владината зграда. Кабинетот на премиерот е обвиен со непробојно стакло. Посебната тераса до која се стигнува од премиерскиот кабинет е покриена со челична конструкција и повторно со непробојни стакла, тешки неколку тона и дополнителна мрежа на горниот дел, најверојатно за заштита од дронови. Овие навидум обични столбови всушност се 4 инвертори кои според капацитетот би можеле повеќе денови да ја снабдуваат премиерската просторија со кислород, а таа да остане затворена како бункер. Екс-премиерот направил и посебен ходник и влез само за него до салата за владини седници. Таму пак вратите се со необична дебелина и тежина,
со дури 5 опции за заклучување. Звончето на премиерското место најверојатно служило за шефот да ги прекори оние кои ќе го нарушат редот на состанокот. Но луксузот и реновирањето се ограничени само на коцката во која е сместен премиерскиот кабинет. Како контраст, вака запуштено изгледа старата сала за владини седници. Слично, нечепнати се и другите кабинети во другите коцки. Од денешна перспектива, граѓаните се сепак во дилема дали треба воопшто да се менува она за што веќе се потрошени најмалку 17 милиони евра. На крајот стручно мислење треба да си дадат луѓето кои што се компетентни за тоа. Инаку нам ни е добро што ги отворија вратите, што знаеме дека е владата на народот. Ви се допаѓа како изгледа вака нешто? Не, никако. Таа беше фасада која беше наградена од архитекти на ниво на Балканот и препознатлив знак за Скопје. Не сметам. Зошто? Затоа што се дадени пари. А ви се допаѓа како изгледа? Па добра е оградата. Ако се сруши ептен дека се негира претходно, мислам тоа што требаше да се сруши цела влада и нека направат нова зграда. Фасадата да се сруши сигурно и да се постават, да се изведат овие железаво што се оградиве овде и да се постават клупи, тука народот да се седне кол човек. Ова е народно, не е на никој, ни на Заев, ни на, а посебно не на Груевски. Професорот Грчев е категоричен дека треба да се врати стариот изглед. Без оглед на какви и да е вистини до кои што ќе дојдеме сега, која ќе владата ќе ги отвара чекмеџињата, буџетите, дупките и криминалите, без оглед на тешкотиите на кои што владата и овој народ ќе има да се опорави од 10-годишното ограбување, дека ни една пара и ни еден напор не е презголемен за да на бисерите на културното наследство, архитектонско, им се врати првобитниот изглед и сјај, автентичниот изглед. Да речеме, еве ова е мермер. Само ова што седат, овие неколку плочи. А сево друго, еве, овие глупости сите, тие се сите меки. Значи, ова овде е мермер, све ова нагоре е стиропор. Промените кои што оваа влада треба да ги направи во општеството, не само што нема да бидат успешни, туку нема ни да направат вистински промени доколку тие се водат од ваква зграда. Еден од авторите на новиот изглед, Жарко Чаушевски, не се озва на нашите повици. Ако се фрли поглед на социјалните мрежи, владината зграда Чаушевски ја има како насловна фотографија на својот Facebook профил. Во изминативе години ретко одговараше на медиумските прозивки. Во опишаното интервју за интернет порталот Фактор во септември 2014 ја бранеше идејата со тврдење дека фасадата не е направена по ничија директива. Зарем фасадата на владата некој смета дека е цртана по директива на власта. Истата произлегува од моето сваќање за тоа како треба да изгледа влада. Сакав да кажам приказна со фасадата. Добро е што се совпадна со мислењето на комисијата. Јавноста не знае колку премрежја претрпе тој објект за да остане како што го имавме замислено во конкурсниот труд. Што ќе надвладее кај новата власт и дали зградата на владата ќе го врати оригиналниот изглед? За одговор ќе почекаме. За сега погледот кон Белиот дворец на Линденска останува да посетува за тоа до каде може да оди човечкиот ум кога ќе обезбеди апсолутна власт. Сега следува уште една кратка пауза, но бидете и понатаму на Алсат за да ја видите сторијата во пресрет на Европското фудбалско првенство за играчи до 21 година на кое прв пат учествува и Македонија, а потоа и новата саботажа.
петок во Полска почнува Европското фудбалско првенство за играчи до 21 година, на кое учествува и репрезентацијата на Македонија. По успешните квалификации, самиот пласман на шампионатот е историски вреден успех за младите фудбалери, предводени од селекторот Боби Милевски. Но човечки се желбата и надежта се да не заврши само на учество. Никола Здравковиќ ги посети на еден од последните тренинзи во Скопје. Macedonia. The debutants of former Yugoslav Republic of Macedonia for Group B. Камиони, пенкала и фломастери потроши Македонија шкрткајќи по календарите, додека една фудбалска селекција влезе помеѓу избраните. Години, месеци, седмици, за на крајот да останат само денови. Младата репрезентација ја отклучи портата на Европското првенство, а за само неколку дена ќе треба да провери што се наоѓа зад неа. Јунските скопски тренинзи наскоро ќе ги заменат надпревари во Полска, а таму нашите репрезентативци ги чекаат светскиот првак Србија, европскиот вице-шампион Португалија и Шпанија, во чиј состав се играчи кои пред 10 дена со Реал Мадрид ја освоија Лигата на шампионите. Атмосферата е на одлично ниво, како и секогаш. Тешка група, знаеме дека се сите тешки противници. Најдобрите играчи што се вели во Европа играат во тие тимови, но имам искуство, игравме против такви селекции како Франција. Искрено само треба да се спремиме максимално и да дадеме максимум и мислам дека ќе ги потврдиме тие надпревари со Шкотска, со Франција, истото да го потврдиме и на тие надпревари со Шпанија, Србија и Португалија. Тремата кај сите, како и кај мене, кај сите играчи е позитивна, значи идеме да се докажуваме, да покажеме дека можеме да се носиме и со тие играчи што се од висока класа, нели? Така и јас како одбрамен играч, значи ми е прво чест да играм против тие играчи, а нормално дека сите играчи имаат свои слаби страни, така да јас лично би се потрудил да им дозволам да ги покажат слабите страни, а не јаките страни. Групата силна, но во нашиот табор има човек кој знае како се надмудруваат големи екипи. На своја кожа почувствуваа француските звезди. Според имињата на противниците, но и според фудбалерите, нели, кои играат за репрезентациите на Шпанија, Португалија и Србија, можеме да кажеме не само дека е најсилна, туку и најатрактивна група на Европското првенство. Мислам дека спремни и подготвени ќе дочекаме тоа Европско првенство. Македонија е дебитант, а клубовите на македонските репрезентативци можеби не се звучни како оние во кои играат противниците. Но една работа се чини ја прави оваа екипа посебна. Имаме добар колектив, сите заедно, типска игра играме и тоа ме понесуваат и тоа ме прави секогаш среќен и ми дава поттик за се подобри резултати. Играчите, иако и самите беа одлични во текот на квалификацијскиот циклус, сите практично ве посочуваа вас дека бевте клучниот човек на успехот, како тактички, така и во нивното обединување. Мислам дека фудбалерите се најзаслужени за сите резултати што ги постигнавме во текот на овие без малку 3 години од почетокот на нашата работа. Мислам дека пред се со својот однос кон македонскиот дрес, момците покажа дека имаат квалитет и потенцијал да бидат на раме уз раме со најдобрите во Европа, што нели го потврдија со самиот пласман на Европското. Играчите, семејствата, блиските, но и целата земја едва и чекаат првпат да ја слушнат химната на едно европско првенство. Некои не ги пропуштаат ниту тренинзите. Од мали години го знам Кире, во истото основно училиште учевме. Малку сум постар од него, така да сум го гледал и во помалите генерации уште од Охрид и кога се пресели во Скопје и почна своите фудбалски денови во работнички и во репрезентацијата U27 сега го пратам од
буквално од 5-6 години, од кога почна да игра, од кога почнавме да играме во тие школски дворови, ќе ги поддржуваме, како што кажав, ќе одиме и таму. Мала група сме, фамилијата негова и неколку другари вака, и неговата девојка, ама ќе ги бодриме и се надеваме на чудо, зашто да не. Автомобилите и автобусите се полнат со гориво. Мапите кои водат до Гдаński Битгошч веќе подготвени. Фудбалот е убав затоа што секогаш нуди нова шанса, вели подзаборавениот холандски тренер Хуб Стевенс. Македонија безмалку 25 години чекаше да прати своја фудбалска репрезентација на една голема фудбалска смотра. Но момците кои што тоа и го овозможија, овие момци, велат дека допрва ќе покажат дека понекогаш од подзаборавените работи знаат да се изродат најубавите нешта. Следниот понеделник во 360 степени гледајте вклучување директно од Полска и репортажа за наинтересните случувања околу нашата репрезентација надвор од фудбалскиот терен. Сега наред е стандардната рубрика Саботажа. Селекторот на опозицијскиот клуб, кој откако баш поради лошите резултати на европските надпреварувања излезе од премиер лигата, вложува исклучителен напор да фати приклучок. Тој не го менува составот, ниту размислува за собствената одговорност за фенерџиската позиција до која доведе селекцијата, па користејќи ги личните пријателства со шефовите на ниско рангираните, разигрува во друштво на тимови кои само формално се европски, а се тотално незаинтересирани за тамошниот шампионат, бидејќи ги засега единствено да бидат лидери во домашната лига. Може би до крајот на годината ќе имаме уште една средба во октомври или во ноември, така што ќе продолжи да функционира како клуб за поддршка на проширувањето. Однатре сепак има реакции, бидејќи откако толку многу ја кренаа во вистие, самите почнуваат да бараат да се симне. Теренот да биде мегдан на кои главните играчи, но и оние што го коментираат надпреварот, па дури и публиката, треба да се придружуваат до принципи за кои едниот тимот секогаш се залагала другиот, нивното игнорирање го користел како предност со која лесно стигнувал до службен триумф. Договор беше пишува тука во реформите на пример, дека мора сите фактори, како политичките партии, така и другите граѓани до последен човек, да ја спуштат малку топка. Откако топката ќе биде спуштена, ќе мора малку да се освежи и тимот, затоа што кондиционите тренери кои даваа посебен импулс при подготовките, билдајќи екипата до ниво на неподнослива бруталност, сега имаат предрасуди кон методологијата, но и кон изборот на бој на дресот, на екипата што ја тренираа. Сакам да кажам дека се работи за еден слој на луѓе, на граѓани кои не се образувани, значи кои немаат некој интелектуален капацитет. Токму од тие слоеви се регрутираат политичари, кои со себе ја носат таа клица на кичот, нели? Еден од нив, преку кој во најголем дел одеат трансферите, микроменаџерот на тимот, доследен спроведувач на селекторските наредби за тоа како треба да се управува со тимот, има склучени договори за купување, па не баре ставал бланко, реагира невообичаено, па навидом индиферентно, како да немал врска со клубот и со состојбата. Пред дисциплинската комисија вели дека веќе не ни знае каков бил исходот при трансферите. Денеска бев осомничен заради тоа што сум ставил параф на некој договор. Играчите кои се ветерани во клубот пак ја подготвуваат главната улица по која ќе се движи караванот со играчи кои ќе учествуваат на надпреварот. За спектаклот да биде вистински условите за игра на ниво. Тој, иако 20 години е дел од сите мечеви, сега конечно презема активност за шутка да добие канализација. Значи, од 64 година не е ништо направено вакво нешто на главна улица во ова сега што се прави и мислам дека сите граѓани сме заблагодарни на да се заблагодаруваме на и на крајот за оние што редовно се канат да го типуваат надпреварот, ама не погодуваат затоа што веќе немаат дојави. Како ќе влеземе, тоа претпоставувам дека само спонзорите на Заев знаат како ќе влеземе. Парите тука не вршат работа. Потребна е честна игра и фер пристап. Инаку, секој влегува на вратата, што сам решава да ја отвори.
И вечерва со саботажата ја заокружуваме емисијата 360 степени. Повторно ќе се видиме в петок од 22:30. Пријатно.